Почитувани, добре дојдовте во уште едно ново издание на подкастот Ваш педијатар. Витаминот D е важен за здравјето на децата и возрастните, но особено е важен за новороденчињата, доенчињата и малите деца. Која е всушност улогата на витаминот D во имунолошкиот систем на децата и зошто е важно децата да добиваат доволно витамин D за поддршка на здрав имунолошки систем? Кои се најдобрите извори на овој витамин? Како да се обезбеди потребната доза и кога се потребни додатоци на витамин D? За овој сончев витамин и неговите бенефити по здравјето на децата и возрастните може да се зборува долго и широко, а за тоа говори и вашиот интерес преку големиот број на прашања кои ни ги испраќате на службениот мејл на медицинскиот портал Педијатар МК. Во обид да одговориме на сите ваши прашања, денеска во студиото на Ваш педијатар гостин е почитуваниот и омилен доктор меѓу родителите и дечињата, кај нив познати како доктор Бетмен, доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар, суспецијалист неонатолог. Докторе, добро дојдовте во нашето студио. Благодарам, добро ве најдов. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана. Благодарам, ова е тема која е, мислам, многу екстремно интересна последнава деценија. Току затоа ќе говориме на оваа тема. Голем е интересот дефинитивно. Имунитетот е комплексен одбранбен систем кој телото го користи за борба против инфекции и болести. Каква е улогата на витаминот D во имунолошкото здравје на децата? Морам една условно да речем мала корекција. Значи, имунолошкиот систем е многу комплициран систем во основа. Многу комплициран кој што уствари не брани од се она што е за нас страно. И дури некогаш лошо претворена клетка, например формирана малигна клетка, он ќе ја препознае дека не е наша клетка и ја ќе уништи. И се она што е друго надвор што може да не оштети. Значи не се само во прашање инфекции, тоа сакав да кажам. Секако. Каде е местото на D витаминот во имунитетот е многу интересно затоа што можам да кажам, денеска пред се да дефинираме, витаминот D не е витамин, тој е хормон. Тоа е дефинитивно, денеска збориме за хормон D. Зашто? Затоа што неговите функции, кои, да речам, последнава декада се откриени, надвор од оние функции за одржување на коскениот систем, нели, на цел тој процес на таа хомеостаза на калциумот, покажува дека D витаминот е екстремно важен за одржување и баланс на имунолошкиот систем. Тој е многу интересен затоа што го има во многу клетки во телото и многу е интересно тоа што ја би сакал тука прво да почнам да кажам за неговото создавање. Да, како се создава, впрочем, витаминот? Во основа, D витаминот доаѓа во две форми, како холекалциферол или ергокалциферол. Ергото доаѓа од исхраната, тоа е витамин D2, и неговата активност е многу помала отколку на витаминот D3. Уствари, холекалциферолот доаѓа преку сончевите зраци, кои што го активираат, вршат разградување во еден ароматичен прстен на 7-дехидрохолестерол во кожата и се создава холекалциферол, кој што уствари е продукт на тој процес, кој што се уште не е активен и кој што понатаму се трансферира, се пренесува до јетрата, каде што се претвара во еден метаболит кој што се вика 25-хидроксиколекалциферол. Тој е оној кој што ние го испитуваме како концентрација на D витамин во крвта. Тоа е тоа што го испитуваме. Но тој истиот понатаму преминува до тубулите на бубрегот и таму преку еден процес на еден ензим, се вика еден алфа-хидроксилаза, се добива оној активниот, што би рекле сега хормон, кој што се вика 1,25-хидроксиколекалциферол. Тој е тој кој што ја има функцијата, ќе кажеме, на хормон. Целиот тој процес е многу интересен и ние долго време во медицината знаевме дека е екстремно важен за одржување на целата хомеостаза на калциум и магнезиум, пред се на калциум, дали да се држи нивото и коскеноста на коскениот систем кај децата. И да кажам во обинатото, клучно ни беше да даваме D витамин за да се одржи нивото на развојот на коските кај децата. Меѓутоа,
Новите откритија во последната декада, нешто малце повише од 10 години, покажаа дека овој 1,25 хидроксиколекалциферол не се создава само во бубрегот, а се создава и во многу други ткива, например во панкреас, во простата, во моноцити, во леукоцити, во многу други клетки. И тој е тој кој што понатаму има улога во одбрана на организмот и во одржување на тој ТH1 систем на имунитетот. Од што зависи количината на витамин D што ја произведува нашето тело? Колку ќе излезете на сонце. Тоа е многу интересно. Значи, внесувањето на D витамин со храна е релативно мало. Значи, она што може да се внесе, тоа се храни од типот на жолчка, дел од млечните производи, рибиното масло, риби одредени, меѓутоа има доста храни кои што од тие храни кои што колку толку може да се внесе се сепак лимитирани во нашата исхрана. Од друга страна имате кожата е место каде што се создава D витаминот. Но создавањето на тој D витамин зависи од многу фактори во кожата зборам. Пред се колку се децата облечени, кога се излезени надвор, на која географска ширина, кој е аголот на сонцето, така да има повеќе фактори. Дали кремите за сончење го блокираат производството на витамин D во кожата? Ова е едно од прашањата што често ни ги поставуваат. Апсолутно. Па го пренесувам. Да, апсолутно да. Значи, морам да кажам тука, повторно ќе се надополнам на претходниот одговор и ова да го кажам, и за кремите за сончење. Значи, кога ќе изнесете едно дете надвор, а треба да се изнесува надвор, значи, барем 15-20 минути, во 12 часот на ручек, у лето, а ретко кој ги изнесува тогаш децата, доволно е да се рачињата, ноџињата, голички, да речеме и лицето, за 15 на минути може да се создадат дури до 10.000 единици во кожата кај детето. Меѓутоа, тоа пак ќе споменам, зависи од количината на меланин во кожата, зависи од аголот на сонцето, нели, од повеќе фактори и на крај дали е детето намачкано со средство за заштита од сончење. Факторите 20, 25, 30 во тоа ниво факторите го намалуваат создавањето на D витамин во кожата за цели 92 до 93%. Така да од една страна се штитиме заради потенцијалните лоши ефекти на ултравиолетовите зраци врз кожата, а од друга страна го оставаме имуниот систем без D витамин. Така. Витаминот D е исклучително важен за новороденчињата, бидејќи е клучен за раст и развој на коските, поддршка на имунолошкиот систем, развој на мозокот. Новороденчињата не произведуваат доволно витамин D преку изложување на сонце, па затоа се препорачува да примаат додатоци, при што главната цел е превенција на рахитис. Од кога треба да се започне со суплементација на витамин D и во која доза? Прво да напоменам веднаш дека кај бебињата кога ќе се родат, во тек на бременоста, мајката пренесува одредена количина на витамин D и они имаат мали резерви на D витамин. Меѓутоа, тие бргу за неколку 2-3 недели се трошат. Максимум 2-3 недели. Така да остануваат без D витамин. По дефолт, D витаминот треба да почне да се дава од 8 ден после раѓање. Децата во тек на целата прва година мора да примаат D витамин. Сега доаѓа вториот дел од вашето прашање, дозата. Дозата ние на некој начин ја фиксираме на 400 единици, меѓутоа мора да се напомене дека таа е варијабилна. Дозата се менува во зависност од растот и развојот на детето. Значи, ако едно дете расте побрзо, ако расте повеќе и во висина, и во тежина, потребите за D витамин се повисоки. Дури постојат разлики во препораките помеѓу Америчката академија по педиатрија и Европската академија. Америчката академија ги зголеми дозите на D витамин. Она што морам да го кажам, значи родителите мора по дефолт да знаат, значи цела прва година мора да примаат D витамин. Доскоро беше препорука цела прва година и после тоа до најмалку навршена 5-та година во есенски и зимски месеци. Сега веќе во поголем дел од Европска унија, земјите од Европска унија, D витаминот се дава дури и во втората година. Сега кога ќе ги спомнеме овие
да кажам, навики за D-витамин, тие, меѓу другото, зависат многу и од навиките на семејството. Дали детето се изнесува надвор, дали не се изнесува, колку се изнесува. И ја би сакал само да им напоменам на родителите да не се плашат. Интоксикација со D-витамин и да испило бебето денеска 400 единици и да го изнесете надвор и да создаде 10.000 единици, например, во 12 часот, значи на ручек у лето, да речеме 15 минути, интоксикација со D-витамин од сонце нема. Управо затоа што огромен дел од клетките во телото, од овие таргет клетки што ги велиме, кои што го користат D-витаминот, имаат особина вишокот да го разградат. Така да телото едноставно многу убаво го држи балансот во однос на D-витаминот. Како механизмот на дејство на Lactobacillus reuteri protectis го објаснува ефектот на имунитетот? Кога го поврзуваме Lactobacillus reuteri protectis со D-витаминот, тоа е уствари поврзување на одредени суплементи кои што може да се дадат одвоено или заедно. Во случајов збориме ако ги дадеме заедно. Lactobacillus reuteri protectis, например, како компонента, ако се даде заедно со D-витамин, има особина да делува на неколку точки во имунолошкиот систем. Пред се врши активација на Т-лимфоцитите. Т-лимфоцитите се во суштина сршта на некој начин, да кажем, на имунолошкиот систем. И од Т-лимфоцитите почнуваат голем број на акции во телото со кои што треба да се одбрани организмот од се она што е за нас страно. Друго, Lactobacillus reuteri protectis има една друга особина, зборам на ниво на имунолошкиот систем, да го зголеми нивото на тој интерлеукин 10, кој што е уствари контролор, да кажам, на целиот имунолошки систем. Трето, помага и учествува во активација на секреција и лачење на така наречен секреторен имуноглобулин А, кој што е прв во слузницата, во слузниците на телото, во борба против патогени микроорганизми кои што може да налетаат, да кажам, ајде на нас. А од друга страна, која ќе го поставите, ако имате можност да видите, например, тоа може да се види со микроскоп, например, многу интересно. Значи, кога имате доволно ниво на Lactobacillus reuteri protectis во цревото, он легнува на слузницата на цревото, на тие вилите, така се викаат, и не дозволува патогените бактерии и алергените да влезат меѓу вилите и да направат од една страна инфекција, од друга страна активација на алергискиот имунитет. Така да, тоа се механизми повеќе, меѓутоа механизми кои што се, например, навистина, ајде да кажам, чудотворни. Покрај рахитисот кој доведува до слабење на коските и деформации, кои се другите последици врз здравјето кои може да произлезат од недостатокот на витамин D во организмот, особено кај децата кои се во период на интензивен развој на имунолошкиот систем? Децата кои ќе се родат имаат многу добро развиен, како и возрастните, нели? Имаат добро развиен неспецифичен имунитет. Тоа е оној имунитет што го викаме вроден имунитет. Меѓутоа, кај нив се развива специфичниот имунитет. Затоа и примаат вакцини децата. И овде е еден апел. Вакцинирајте ги вашите деца. Мислам, едноставно, тоа е стимулација на имуниот систем да се заштити од одредена болест, од одредена инфекција. Така. Кога збориме за развојот, што морам да напоменам, тоа е дека имунолошкиот систем кај децата е 3 до 12 пати повулнерабилен, тој специфичен имунитет, од нашиот на возрастните. И он е место како прозорец, во кој што може да влезат многу токсини, кои што може да го нарушат и кои што може да развијат одредена болест не одма, него покасно. Затоа ние денеска се чудиме зашто е зголемен бројот на деца, например, во модерно време, во 21 век, многу е развиен голем број на деца со малигни болести, голем број на деца со автоимуни болести, што порано не било често. Порано децата имале повеќе инфекции отколку што имале автоимуни болести, малигни болести, а сега па се зголемува драматично и бројот на деца кои што се со алергии. Местото на D-витаминот
па и на лактобацилус реутери протектис, оној механизам прееска што го кажав, нели, што не дозволува да алергените во цревото влезат, е многу важен за да не се развие алергиска реакција. Но D-витаминот пак од своја страна мора, значи видите, биолошкиот механизам на D-витаминот е многу интересен. Кога ние ќе му дадеме на детето D-витамин секој ден, прво што се прави, тоа е по принцип на линија како мора да се направи. D-витаминот мора прво да ги задоволи потребите за одржување на хомеостазата на калциум. Оти ако падне калциумот, тоа е веќе ризик за живот за детето. И он го држи тоа. Во случај да детето расте брзо, да напредува, не ја зголемиме дозата на D-витамин, не го изнесуваме надвор, не создава во кожата доволно D-витамин, оно ќе почне да развива рахитис. Меѓутоа, D-витаминот што треба да отиде во имунолошкиот систем, да му помогне на имуниот систем, нема да отиде. Се додека оваа линија вертикалава за калциум не биде задоволена. Така да, тоа е нешто што родителите мора да знаат, дека дозата на D-витамин се менува во тек на првата година. Така. Покрај новороденчињата, потреба од дополнителен внес на витамин D имаат и децата, како што кажавте. Кога е најпотребно да се внесува и која е препорачената дневна доза на витамин децата, согласно возраста, нели? За децата? За децата. Вие внесувате D-витамин? Да. Секој ден? Не. Значи, тоа е витамин, односно хормон, кој ние треба да го внесуваме секој дневно. Или да го создадеме на кожата секој дневно. Општо правило е, сега морам да кажам отворено, дека постои голем страф и кај општата популација, но и кај многу колеги, мои, чак и педиатри, од ризик од интоксикација со D-витамин, ако го внесувате секој ден. Значи, за одредени дози не се плашите. Нема да се интоксицирате, тоа е сигурно. Но ако го внесувате, зашто ве прашав дали го внесувате? Она што е дефинирано денеска, ако го внесувате во доволна количина и доволна мерка, дури и возрастните луѓе, нема никогаш да добиете карцином на дебело црево, например. Како пример, сакам да кажем. Денеска D-витаминот, дозите се движат, она што е за доеначка возраст 400 единици до 800 некогаш, меѓутоа може да оди и 1000-1200, зависи од растот на детето и зависи дали развива симптоми на рахитис. Ние, например, како држава, кај нас, после Втората световна војна, рахитисот беше застапен процентуално, че Македонија имаше скоро 60.000 раѓања. Рахитисот беше застапен кај повеќе од 60% од децата. Замислите, во исто време во Лондон, например, кој што е град цел во магли, во Англија, например, и таму е првпат опишен рахитисот, од таму потекнува како болест, мислам, описите како болест. Таму, например, во 1946 година тоа било во промили, а не во проценти. Нашите стари педиатри мака мачеа да ги научат луѓето да внесуваат доволно D-витамин, дојдовме во ситуација да се драматично намали процентот на деца со рахитис, за да денеска повторно почне да расте. Зошто? Затоа што родителите имаат страф да ги изнесат децата. Само една констатација да ви кажам. Во скандинавските земји забрана за излагање надвор на новородено дете има тогаш кога температурата ќе падне под минус 23. Ја не знам во Македонија некој на да минус ги изнесува 23. на нула да го изнесува, не на минус 23. На што треба да внимаваат родителите кога купуваат додатоци на витамин D? Ако тоа се две работи морам во тој дел да кажам. Значи, D-витаминот мора, значи кога се суплементи, додатоци на исхрана, како да кажам, кај витаминот D треба да е произведен во квалитетна фабрика, да е добиен квалитетно, значи да не е, што би рекле, онака се жаргонски кажано, тоа често знаеме у жаргон да го кажеме у подрум произведен, но кај комбинациите со пробиотик, клучно е дека на крајот на истекот на рокот на пробиотикот да има толку живи бактерии колку што се пишани во истиот. Има комбинации само пробиотик, само D-витамин
има комбинација пробиотик со D-витамин, има и други додатоци. И тоа е клучно што треба да се обрне внимание. Редовните прегледи на педијатар се најдобар начин за следење на нивото на витамин D и општата здравствена состојба на детето. Но дали постојат други знаци кои родителите може сами да ги препознаат, а алармираат на постојање на недостаток на овој витамин во организмот? Она што секако родителите може да го видат, тоа се неколку знаци кои што ние во стандардната педијатрија ги учиме. Значи назначени малце на чело малку назначени челото назначено, ние ги викаме тубери, нели? Ако ја погледнете главата на бебето одгоре е како четвртаст. Понатаму појава на задебелување на раката, кај што се две векоски радиуси улна, значи како задебелување, кое што исто така е знак на дефицит на D-витамин. Понатаму на градниот кош, кога ќе го погледнете, станува како звонче. Тоа се вика Харисонова бразда. Тоа се некои тоа се директни знаци за дефицит, да, јасно очигледни за дефицит на D-витамин. Меѓутоа, ако родителите го суплементираат детето, го изнесат надвор, обезбедат адекватна количина на D-витамин, до тоа нема да дојде. А од друга страна, имунолошки ќе се развива како што треба. Значи да делуваме превентивно. Па, превенцијата е најдоброто нешто што можеме да го направиме. Мислам, тоа во превенцијата влагаат и вакцинациите, влагаат D-витаминот и едноставно ја би сугерирал и на аудиториумот кој што ќе не слуша, би сугерирал и на колегите да не се плашат од давање на D-витамин. Вие денеска знаете има доста опречни ставови, да кажам, околу користење на високите дози на D-витамин кај возрастна популација. Постои така наречен Коимбра протокол, кој што е развиен од еден професор во Бразил, каде што се даваат повеќе десетици илјади D-витамин дневно. Секако тоа е нели еден режим со одреден режим на исхрана во смирување, не комплетно излекување, али во смирување на некои заболувања како што се мултиплекс склероза, како што се на пример некои други автоимуни болести како што е дерматомиозит, понатаму псоријаза и така натаму, витилиго исто. Значи има повеќе состојби во кои што не можеме да кажеме дека ќе ги излекува, но може да ја смири целата ситуација. Сега тоа е камен на сопнување сега во медицината кај нас, колку смее да се пие, која е дозата, која количина, зборам за возрастната популација. Кај децата е, како што споменавме и преска, од 400 до 800 единици кај доенчињата рутинска доза, меѓутоа може да оди повеќе зависно од тоа дали се развива рахит. Докторе, ви благодарам за сите овие споделени совети, кои се надам ќе им бидат од голема полза на родителите. Ви благодарам и вас и уште еднаш. Не се плашите да даете D-витамин и не се плашите да ги изнесете децата надвор. Благодарам уште еднаш. Благодарам.